Драги родители, баби, дедовци и најмили наши другарчиња кои веќе станавте наши фанови, и мене тоа многу ме радува што ден во ден, од седмица во седмица, ние стануваме се помногубројни, значи публиката која нас не гледа и која што прави лајк за сите наши содржини и за сите наши гости. Ние денеска сме повторно гости во Виталија, каде што најљубезно и денеска не пречека доктор Нела Десплотовска, дамата која е задолжена за сите нови нешта кои што тука се произведуваат и се разбира се продаваат ширум земјата, а нивното основно мото го знаете: да бидеме здрави, да бидеме концентрирани, да бидеме силни, да имаме доволно енергија, не само за еден ден, ами за животот да го поминеме насмеани, здрави и потполно, значи, подкрепени со сите неопходни и хранливи материи кои што ни се потребни да го издржиме денот. Од мојата лева страна пак морам да ги представам овие две згодни женски, веќе ви се многу познати, Анџела и Матеја, кои што веќе многу придобивки имаат во сите овие седмици наназад. Значи, јас како што разбрав, и едната и другата спијат многу подобро, се многу повеќе сконцентрирани, дури станали многу поумни. Тоа се благодарение на здравата исхрана, на оние ужинки, оние убави барчиња кои што им ги подаривте, на пингви и се она кое што го следиме како совети од вас. Денеска дојдовме по барање на една наша редовна гледачка, а ние ветивме дека ќе ги исполнуваме сите нивни барања и секоја тема која што ќе ни ја предложат, ќе ја разработуваме. Детскиот дијабет е сериозна работа која претпоставувам вие многу добро знаете што значи детскиот дијабет. Вака, дијабетот, или уште го нарекуваме шеќерна болест, представува заболување кое што се карактеризира со намалено лачење на инсулин. Тоа е хормонот кој што се создава во панкреасот и кој што е одговорен за регулирање на метаболизмот на јагленохидратите, односно шеќерите, така да доколку го нема овој хормон, односно инсулинот, гликозата не може да се пренесе во клетките и на тој начин, како резултат на тоа, доаѓа до покачување на гликозата во крвта. Разликуваме два типа на шеќер, значи ќе спомнам дијабетес тип 1, кој што е инсулин зависен дијабетес или младешки дијабетес, односно дијабетес кој што се јавува кај децата како резултат на недоволно лачење на инсулин, и дијабетес тип 2 или инсулин независен дијабетес кој што се јавува кај возрастните како резултат на неможноста организмот добро да го преработи овој хормон. Но емисијата е нели наменета за деца. Ние тука ќе зборуваме значи за шеќерната болест дијабетес тип 1, кој што е наменета за децата. Карактеристично за овој дијабетес или шеќерната болест е што ги напаѓа здравите клетки на инсулинот и поради тоа што тие се нападнати, оштетени, не може да се лачи доволна количина на инсулин. Тука за шеќерот прво би сакала да спомнам дека најчесто шеќерната болест е генетски предиспозирана. Значи, поголема е веројатноста да заболат деца чии што барем еден родител веќе ја има оваа болест. Исто така, деца кои што прележале некоја тешка вирусна инфекција, бидејќи во текот, значи кога имаме вирусна инфекција, доаѓа до паѓање на имунолошкиот систем и место организмот нели да се бори за да се отстрани причинителот кој што ја предизвикува оваа инфекција, фактички тој ја ги напаѓа здравите клетки на панкреасот поради што доаѓа и до намалено лачење на инсулин. И трети исто важен фактор е што оние деца кои што имаат поголема телесна тежина, се погојазни, односно телесна тежина повеќе нели од нормалната вредност која што нели треба да имаат во зависност од возраста, кај овие деца значи исто така е зголемен ризикот за појава на дијабет.
и би спомнала дека диабетот најчесто се јавува кај деца од 12 до 15 години, но нели не е исклучена можноста детето да заболи порано, односно покасно. Така. Кои се симптомите на диабетот? Најчести симптоми кои што се јавуваат кај диабетот се зголемена жед. Значи детето постојано чувствува потреба да се напие, сува уста, зголемено мокрење, значи често пати знаат да ги разбудат нивните родители додат нели да мочкаат. Исто така се јавува намален апетит, намалена телесна тежина, значи го губат апетитот и автоматски нели не сакаат да јадат. Кај некои деца може да се јави така зголемена тахикардија, односно срцева акција, забрзана работа на срцето. Сега, доколку родителите приметат нели некои од овие симптоми, треба да се обратат на педијатар, да направат анализа на крвната слика и нели после тоа нели да се превземат, доколку се утврди, нели да се превземат соодветни чекори, да. И сега нас најмногу не интересира, дечиња, што Виталија прави и произведува за да им помогнеме на ваквите дечиња и како со вашите производи да си го најдат соодветниот производ кој што ќе им одговара за тој тип на болест. Значи Виталија постојано го зголемува асортиманот на здрави производи. Тука се вклучени и децата нели кои што се заболени од шеќерна болест, значи имаме широка палита на здрави диабетски диететски производи кои што се наменети за оваа категорија. Пред да преминам значи на начинот на кои производи може да ги консумираат, би сакала да спомнам во однос на нивното дневно мени, значи што треба во текот на денот децата со вакво заболување да консумираат. Значи потребно е во исхраната да внесуваат значи јаглено-хидрати, протеини, масти, но сепак нели тие треба да бидат застапени во одреден процент. Значи јаглено-хидратите треба да бидат најмногу застапени, бидејќи тие се најбогат извор на житариците, се најбогат извор на јаглено-хидрати, поради тоа тие нели даваат најповеќе енергија, сила и треба да бидат најповеќе вклучени во дневното мени, односно 50 до 60% од дневниот вкупен внес. Освен што ќе ги внесеме преку житариците, исто така јаглено-хидратите може да ги внесеме и преку овошјето и зеленчукот, но со помала количина на оние рафиниран, оној концентриран шеќер, што значи дека треба да се внесуваат 2 до 3 грама на килограм телесна тежина. Значи се прерачунува детето колкава телесна тежина и во однос на тој се одредува внесот на јаглено-хидрати. Потоа доаѓаат протеините. Тие треба да се внесуваат од 15 до 20% во текот на денот, со тоа што најбогат извор на протеини се месото, знаеме, млекото, млечните производи, јајцата, сојата, растителните производи како што се мешунките, сојата, граф, леќа и така натаму. И тие треба да се внесат од 0,8 до 1,5 грам на килограм телесна тежина. И на крај во помала концентрација доаѓаат мастите, тие треба да се внесат од 20 до 30%, но родителите да внимаваат, значи децата да ги внесуваат незаситените, односно растителните, здравите масти во однос нели на заситените, односно животинските, кои што треба нели помалку да се внесуваат и секогаш при креирањето на правењето на дневното мени кај овие деца, секогаш треба прво да се внеси дневниот внес на јаглено-хидратите и протеините, а на крај како остаток да се внесат мастите. Покрај овие три главни производи треба да се внесуваат дополнително, значи и витамините и минералите. Тука посебно би ги истакнала витамините од Б групата, кои што и така многу влијаат, заштитно делуваат кај овие деца со оваа болест, бидејќи тие овозможуваат да не дојде до низа компликации како што е диабетската нефропатија, односно оштетување на бубрезите. Исто така го намалуваат вкочањето на трнење на стапалата и на дланките кои што се јавува. Исто така храна многу богата со витамин С. Тука се нели цитрусните овошја, лимон, портокал и цитроните, како и храна која што е богата со витамин Е. Сега тука би сакала да истакнам посебно за минералот хром, олигоминерал, кој што исто така треба да биде внесен во исхраната кај децата, пред се поради тоа што влие врз намалувањето на шеќерот, а храна која што е богата со хром, тоа се брокулите, тоа се јаткастите плодови како што се лешници, бадеми, ореви и така натаму. Значи,
Околу производите, околу асортиманот, многу ме интересира, бидејќи јас знам дека вие имате се и се што. Нема нешто што човек не може да си најде за одредена дијагноза. Ние понатаму ќе зборуваме и за останати дијагнози, но еве денеска по препорака на една наша гледачка зборуваме што треба да се консумира од палетата на производи. Во сите големи маркети имаме штандови на Виталија и не ни е проблем да си најдеме, но што да одбереме? Значи вака, еве како појадок би ги истакнала дека кај секое дете, нели, и здраво, а и нели кај овие деца што се заболени од шеќерна болест, за појадок им препорачуваме еден оброк од мусли, односно интегрални житарици. Нели спомнав дека житариците се најбогат извор на аглинохидрати, кои што треба да ги внесе детето во исхраната. Значи од нашата широка палета на мусли би ги издвоила Tropical и Fit мусли, значи идеална комбинација од снеголки, сушено овошје и семки. Значи тоа се два вида, Tropic и Fit. Во Tropical муслито имате 35% на овошје, на самата слика се гледа дека е тоа тропско, банана, папаја, ананас, кокосово, грозје и јурма, додека кај Fit активот застапен е помал процент на овошје, тоа е 25%, во кој што е вклучено сувото грозје, кајсија и слива, значи останува на вкусот на детето да одлучи кое мусли ќе го одбере. Едноставно, значи се подготвуваат, потребни се 4 супени лажици, се потопуваат со млеко или јогурт и појадокот е готов. Да, имаме и во поголемо пакување, тоа се брекфаст мусли, односно мусли за појадок, имаме и овошни мусли, значи тие се во поголемо пакување, исто така не содржат шеќери, природно присутни само од овошјето, а тој шеќер нели е дозволен за оваа група на деца. Исто така, покрај нели појадокот, децата можат нели треба да користат и ужинка. Еве дечињата пред себе го држат тој барс, односно житна плочка, се нарекува диабет бар, може да го покаже, да, кој што е идеална комбинација од житарици и семки и засладени се со сорбитол, засладувач кој што така е наменет за диабетичари. За десерт исто така можат да отморат од нашата палета, имаат вкусни овошни джемови и компоти, кои што се направени од одбрано нели овошје од македонското поднебје, содржат 55% на овошје, има со различни вкусови, со капина, малина, слива, кајсија, праска, значи различни вкусови, можат едноставни се за подготовка, значи можат да ги намачкат врз интегрално лепче или врз оризова галета, значи И дури колку што гледам го има и ова. Тоа е диетално еурокремче. Секој дете страда за тоа. Да, наместо овие еурокреми кои што се богати со рафинирани концентрирани шеќери, овдека имаме од какаово прав и соино млеко, значи засладено е со фруктоза, значи овошен шеќер кој што е присутен од овошјето, значи кој што е нели кој што е дозволен или за овие деца. Значи, едно кафено лажиче или пак да се намачка врз шеќер, врз лепче или оризова галета. Сега тука би сакала да го спомнам, ова ни е најнов производ, тоа е диеталното джемче од кајсија засладено со стевија. Значи имаме 60% на кајсија и 40% на помалку калории во однос нели кога истото джемче би се направило со обичен шеќер. Значи нов засладувач, тоа е стевија, која што би сакала да ја покажам, значи стевијата е нов природен засладувач за белиот шеќер и за сите оние нели кои што се диабетичари, значи здрава алтернатива за белиот шеќер. Има низогликемичен индекс, значи тотално мислам 0 калории. А вкус неверојатно убав. Без адитиви конзерванси, значи ова е за готвење и печење, значи доколку родителите ни сакаат да им направат нели вкусни десерти, колачи, торти, може да го одберат ова поголемо пакување, а имаме и во кесички 40 грамски 40 кесички по 2,5 грама, значи доколку сакаат да го користат само како засладувач во млеко, во чај и така натаму. Ние навистина дадовме многу добри насоки денеска за сите оние семејства кои имаат не само дете, ами и возрасен кој боледува од оваа навистина не така наивна, навистина сериозна болест. Како да си го поедноставите секојдневието животот, како да внесете некои корисни артикли, значи на штандот на Виталија имате буквално се. Јас иако не сум имала потреба, но ова биле моите омилени
артикли кои јас редовно ги практикувам за појадок и за вечера. Муслите се нешто фантастично. Да, и освен мусли можат, значи мајките, односно родителите да им одберат и овесни снеголки, бидејќи овесот како житарица доста се применува кај децата, пред се поради тоа што има низогликемичен индекс кој дозволува значи намалување на шеќерот во крвта и поради тоа што е богат извор на растителни влакна, а растителните влакна од овесот се растворливи во вода, така да кога ќе дојдат нели со храната во системот за варење се претвараат во желе и со тоа ја успоруваат апсорбцијата на шеќерот од храна и со тоа го спречуваат наглиот скок на шеќерот после оброкот. Овие работи, да, треба да се знаат. Значи 4 супени лажици од овесни снеголки, може нели да се додадат и пченични николци кои се богати исто така со протеини кои што ќе им дадат дополнителна енергија, сила и исто така може да се изренда внатре некое свежо овоше, значи по избор на детето и да се додадат семки кои исто така се богат извор на омега-3, омега-6 незаситени масни киселини, да се нели прелие со млеко или јогурт. Одлично. И што на кратко како совет ќе дадеме? Еве за сите оние кои се справуваат со овој тип на проблеми. Значи би сакала да споменам дека овие деца кои што се со одредено заболување, односно нарушување, не би сакале да ги третираме дека тоа се болни деца, туку напротив да им помогнеме на тие деца нели преку исхраната да се чувствуваат здраво, бидејќи од самот разговор видовте дека колку се производи има, значи асортиманот е многу богат. А и допрва ќе има производи кои што ќе ја збогатуваме нели програмата со нови производи. Така. Многу ви благодарам што денеска низ овој разговор направивме 2 во 1. Наместо да направиме 2 прилози за здрава исхрана, здрави животни навики и совети од лекар, од стручно лице, ние го искористивме вашето расположение, вашата добра волја да направиме 2 прилози во 1, да им помогнеме на семејствата кои имаат член кој боледува од дијабет и да им помогнеме да се чувствува потполно исто како останатите. Благодарение на широката палета на Виталија, каде што навистина можете да си дозволите здрави, корисни и навистина оброци кои што ќе ве направат полни со енергија, полни со здравје и со убава и позитивна мисла, дека од овој оброк навистина ќе ви биде подобро и навистина животот ќе ви биде многу поедноставен. Ви благодарам за овој разговор и ветувам дека ние повторно ќе ве посетиме, бидејќи и нам ни е животот поубав дружејќи се со вас. Дечиња, дали ни беше убаво? Да! Чао! Се гледаме повторно. Чао! Уште една приказка, денеска повторно дојдовме во игротеката Приказна за да се дружиме и да евоцираме спомени од детството на познатите. Од мојата лева страна во третиот дел од вашите звезди и приказни друштво ќе ни прави Силвана Крстовска, наша позната фолк пејачка. Верувам дека ја знаат родителите на дечињата кои редовно не следат, но и тие полека почнуваат да пратат се она што се случува, а што не е врзано само за детските игри и детските приказки. Добре ни дојде. Доброто е најдов сузете, благодарам за поканата, баш ми е мило што ете така. Денеска сум тука твоја гостинка во една понеобична, да кажам, детска приказна детска емисија. Така, да знаеш дека на сите ни недостига тоа детство, без разлика човек колку успешен, помалку или повеќе станува во животот, секој би сакал да може да побегне назад во своето детство. Така. Каква беше Силвана како дете? Па можам да кажам како дете си бев нормално во тие години, како и секое дете, потемпераментно, поживо, така, понемирно дете, можам да кажам. Си игравме, да се подсетам еве на игрите од детството, тоа време, значи крижи-мижи или криенка, дама си игравме, ластик, ние девојчињата и така, навистина, може да се каже, не достигаат тие денови. Мислиш ли дека на денешниве деца кои се врзани за компјутери им е ускратено многу од она задоволство, контактот со природата, движењето, надвор? Да. Ние, значи, во нашето време, во тоа време, значи, немавме, нити па знаевме за компјутери, имавме телевизор и после вестите се сеќавам на одеа на МТВ вестите тогаш. Немаше многу, значи, телевизиски куќи како сега. Беше, таа беше, да. Во 7 одеше мечето ушко и за тоа сите деца, значи, кај да бевме во тоа време обавезно пред телевизорот,
а сега ете си имаат значи поголем избор, да кажам, имаат компјутери, имаат ете така вака прекрасни игротеки, но можам да кажам да, малку им го скратува или им го изобличува, да кажам, детството, тие компјутери или компјутерски игри, они се значи заложници. Така, заложници на компјутерот и на столчето. Точно така. Ајде да се подсетиме малку на твоите омилени приказни. Која ти беше омилена приказна од детството и што ќе им раскажеш на дечињата ти денеска? Така, па моја омилена приказна можам да кажам дека беше Црвенкапа, но ете имам две мали, мислам едното е помаличко 6 години, Дамјан, и негова омилена приказка е Пинокио. И затоа јас сега зедов неговата, што секоја вечер он има 6 годинки, му ја читам пред спиење. Супер. Така, да. Супер, значи решив сега да си ја Пинокио. Но на огромно задоволство што никој досега не ни ја раскажувал Пинокио. Принцези и тетка Силвана ќе ни ја раскажува Пинокио. Ќе ја слушаме со внимание? Може, да. браво. Паркирајте ги тука автомобилите да не ви ги земам возачките. Ајде и да слушаме Ајде, Пинокио. Уште една приказка за денеска. Така. Ајде, дојдете ваму. Јас ќе ви ги чувам и децата, а вие ќе застанете тука, едната овде, другата до тетка Силвана. Ајде, Анџела, оди од таа страна. Дојди, мило. И да слушаме уште една приказка, повели. Пинокио. Некогаш одамна, во еден град живееше столар по име Джепето. Имаше работилница за поправка на стари искршени кукли. Така еден ден направи кукла и го даде името Пинокио. Джепето немаше деца и затоа посака неговата кукла да стане жива. Джепетовата желба се исполни. Една добра самовила ја слушна неговата желба и ја оживеа куклата. Пинокио, ако бидеш добар, благороден, искрен, храбар и несебичен, ќе станеш вистинско момче, му рече самовилата. Но, ако бидеш заборавен, дрзок, лош, себичен, ако лажеш, носот ќе ти порасне и ќе станеш вистинско магаре. Вече утредента, Джепето си од среќен ја испрати својата кукла во училиште. Но на патот до училиштето, Пинокио го сретнаа двајца немирни неранимајковци, куциот лисец и слепиот мачор. Тие мангупи ги чекаа децата на патот до училиштето и ги убедуваа дека училиштето не е добро. Наивниот Пинокио им поверува и тргна по нив. Многу брзо ги заборави советите на самовилата. И така стаса до куклениот театар, каде што најде на господинот со цилиндер, кој на сметка на Пинокио сакаше да заработи многу пари. Пинокио цел ден се забавуваше и се веселеше со останатите кукли, но кога дојде ноќта, господинот со цилиндер го затвори во еден кафез и на Пинокио воопшто не му беше пријатно. Пинокио едва и успеа да побегне од тој театар, но веднаш потоа налета на ново лошо друштво. Новите мангупи брзо го одведоа во градот на среќата. Во тој град се беше дозволено. Децата овде го правеа она што инаку им беше забрането, но тука имаше и многу магариња. Повторно Пинокио заборави на се што е убаво и добро. Ги заборави и добрата самовила и Джепето. Но тогаш наеднаш почна да му расне носот, а ушите му станаа магарешки и големи. И не само тоа, му порасна и голема опашка. Пинокио се измени и почна да личи на магаре. Кога забележа дека станал вистинско магаре, Пинокио одлучи да тргне назад во својот дом. Но тоа не беше воопшто лесно. Со денови скиташе барајчи го патот до дома. И додека се свесне што му станало, го проголта еден голем кит во морето кој пливаше. Пинокио не знаеше дека во злобниот кит ќе го најде неговиот татко кој исто китот го проголтал. Он се загуши со неговиот татко Джепето и кога се здогледа им немаше крај на нивната среќа. И размислуваа како да се извлечат од китовиот голем стомак. Тогаш на Пинокио му текна и запали еден голем оган и од огнот китот кивна и од својот стомак излетаа надвор. И Пинокио и Джепето се спасиле. Така Джепето и Пинокио живи и здрави стасаа во својот дом. Се разбира, Джепето му прости на Пинокио што беше немирно момче, а Пинокио се покаја и му вети на Джепето дека никогаш повеќе во својот живот нема да заборави што е добро, а што е лошо.
Потоа Пинокио стана вистинско момче и им служеше за пример на сите деца во светот. Ќе бидете и вие добри? Да. Нема да лажете, така, за да не ви порасне носот. Ќе ви порасне, така. Многу интересна приказка, ти благодарам. Ти благодарам што не наврати на оваа верзија на Пинокио. Кратка и многу ефектна верзија на Пинокио, инаку во филмовите има разноразни варијанти со многу други додатоци. Со некоја следна приказка, кога повторно ќе се сетиш, која ти била друга омилена, сигурно ги имало многу. Ние повторно ќе се видиме во Звезди и приказни важи, нели? Ви сакувам многу успех во работата. Поздрави дома, твоите дечиња. Биди и понатаму вака супер раскажувач. Поздрав за тетка Силвана. Поздрав, мило. Така, а ние денеска привршуваме со нашето ова издание, денешно издание на Звезди и приказки и се гледаме повторно во следната епизода.